Жена на двајца Арамии лажговци. Чита Александар Станојков. Си имала една жена, двајца мажи Арамии. Едниот се го имала за навечер, а другиот за дење. Така бидејќи за многу години не беа се виделе двата мажа у жената што ја водеа. Сторила ниет еднашка жената да ја истера и двата од дома, чунки толку години и води и од двата аир не виде отпусти од нивниот рамилак. Една вечер му рекла на маже што е бил ноќни маж, да остија рамилако веќе и да вати некоја трговија, за да спечали поеќе стока, за да му се најдит за старост. Се устрамил од збороите што му и рекла жената на мажот и се излегол молчејќи низ врата, да тргнал низ планина да бара некоја трговија. Одејќи низ планината, видел едно сено окосено, ама едно танколико било што асли како некоја коприна бурунџук. Ја удрив дропката, рекол. Еве ми мене трговија и печалба со сеново што е асли како коприна. Ја чекај да наполнам 2 вреќи и да го однесам во некој град да го продам по 20 или 30 пари драмот и ете ти богатство, да ја однесам на жената, да ја затнам устата за уште еднаш да не ме страмит. Наполнил 2 вреќи од сеното што прилегало на коприна и пошол во еден град за да го продаа. Дента, кога е дошол другиот маж на жената и нему така беше му рекла. Да бара некоја трговија за да спечали пари, да му се најдат за стари дни. Од која чул денскиот маж од жената си тие зборои и нему му паднало страм и се излегол мојчејќи од вратата надвор, да тргнал по планина да бара трговија. Шетајќи по планината, видел во една вурна којачки јаглење праени од некој јагленар. Си рекол сам со себе, ја удрив дропката со овие јаглење. Ќе наполнам 2 вреќи и ќе го продавам наместо чивит боја, чунки асли како чивит прилегаат најмалку по 20 пари, а по 30. Ќе го продавам и ето ти пари и богатство да ја однесам на жената ми и да ја затнам устата. Наполнил и тој 2 вреќи јаглење и ја однесол во истиот град кај што го однесе наместникот негов сеното. За късмет да кондиса и тој на тој ан и во истата одаја кај што бил тој наместникот негов кондисан. Лав муавет, секој ноштисали се прашале кој што носел за продање. Едниот кажал ти коприна носел, а другиот чивит и без да одврзат вреќите се удриле на трампа да прават. Пријателе, имаш ќев да направиме една трампа со коприна, а? Му рекол копринарот. Имам ќев, му рече чивитар, ама ќе присакувам нешто згорниште за чивитото ти поскапо од коприната. Згорниште, морниште немат, му рече копринарот. Ако сакаш трампа, трумпа, конј за кобила, со тој кал да не ја одврзуваш вреќите мои, да ја претресуваш коприната за да ја кршиш, ниту пак јас да одврзувам твоите вреќи да го гледам чивитот. Врзани вреќи ќе давам, врзани да ми даиш. Ќорлеме пазар да направиме. Ќор дал, слеп зел. Ти го дадов бре чивито, му рече. Дај ваму рака да ватиме, ајде ајрот види му. Колку парчиња чивит внатре има, толку алтени да дадеш, Господе, си спечелиш. Со се срце ти го дадов, така да знаеш, ич око во стаката не ми останува. Ај барем крчмата дај си да се напиеме ако милуваш. Крчма мрчма од мене, пријателе, нема, му рече копринаро. Јас ќе ми ти давам стоката многу поитиварлија од твојата, да спечелиш алаверсин колку влакне има во коприната, толку алтани. Ама по драми черек да бидат тексик. Еве, јас ти го дадов чивите од се срце и чоко не ми останува. Ако те лажам, ајр да не видам од коприната што ќе ми ја даиш. Зар ајр ќе видиш од којачки јаглење? Си велел тој сам со себе, дека ќе ти давам со се срце јаглењето, да ја клам коприната враце да ти треси јаглењето од вратот после. Од која се трампија со вреќите и се изнададоа лажливи блосои и грабнал едниот вреќите од другиот, мислејќи оти го излагал другиот и ситуарилта си отишол дома да му се пофали на жената, оти спечалил стока. Со голем ќев
растоарил тоарот и му се повалил на жената, се оти ја удрил дропката. Спечалил еден тоар чивит. И веднаш одврзал вреќите за да види жената му. И кога? Што да видиш, брате? Коачки јаглење. Де иди, мажуде, му рекла жената. Ами кој беше тој што ти излага да ти дајт јаглење наместо чивит? На тие зборои, еве ти го и другиот маж со тоар коприна кај иди, за да се повали на жената си, оти спечалил стока голема. Жено, му рекол чивитаро, не оној беше што ме излага што влезе у портата у нас. Леле бил тој, не бил некој јабанџија и тој е мој човек, му рекла жената. Едно влегување во дворот мажо со тоара коприна и дал вик по жената си да излези да растоарат. Излегла жената и растоариле со голем кеф, одврзал вреќите за да му се повалит на жената си, оти спечалил стока. Кога виде жената пустата коприна, се сторила сено. Море мажу, му рекла, кој беше тој човек што ти излагал, наместо коприна да ти дајт ти дал сено? Велејќи тие збори, влегле в куќа и го нашол другиот маж у него дома. Бре, човече, што си ми дошол при жената ми? Му рекол копринарот. Доста ме излага со коприната, наместо коприна да ми даиш сено. Како не ти беше грев и срам тоа да ми го сториш? Пријателе мој, немаш право да ми велиш оти сум дошол у твојата жена. Оти, оваа жена ми е моја од толку години време, и ако не веруваш, сам ти прашаја. А колку зашто сум ти дал наместо коприна сено и тоа сум те излагал, тоа е масала лаверсен, санчин ти не ме излага. Да тоа се вели, извај капата, удри ме. Трампа, трумпата наша беше конј за кобила, или мов за шикли, што рекле стари. На кавгата згора, од двата петла на едно буниште, влезе помеѓу нив жената и одвај и распрај и му докажа и двата ја биле мажи и бидејќи ја рами, одвај двата ја чинеле куќата идарец со што требало. Откао се уверија двата оти му биле домаќини на една жена и не можеле да ја изранат, се содружиле двата и тргнале пак по арамилак, чунки трговијата нивна му излезе лага со опашка. Сториле ниет, или ќе донесат богатство на жената, или ќе умрат. По некој ден беа го разбиле азното царско и беа кренале пари доколку могле, да беа ја однеле на жената и беа ја разрадувале со богатство.